само што почнуваат, така да може да влеземе да Така. проследиме вториот полуфинален меч, а може Помеѓу да Гоц и Куку. Вака, за екипата на Гоц, да ги представиме муки играчите. Прво за екипата на Слободно. Гоц играат Стайл, Цацанито, Тухај, Дани и Хевикс. Да, додека за Куку играат Невермор, Хајредин, Костовски, Стојановски и Најкон. Најкон го зборевме и минатиот турнир, а го збориме и овој турнир имаше ненормално некое 30-40 фрага со над 70, мислам дека последниот пат беше 79, ако не се лажам, на DAS 2, посто хедшот ratio, така да очекуваме од него убави работи. Ја мислам дека сепак ќе биде овој гейм многу поблизу кон тоа што го споменавме, што го очекуваат голем дел од луѓето, посебно Гледаме дека сега имаме брза игра на Куку во тунели. така. Искачаат нагоре, тоа го спотна еден од играчите на Гоци се повлече целосно на сајд, беше пушнат на мид, тоа мислам дека беше Цанито, така е? Да. Спота 3 играчи на шорт. Сега иде смок према CT, флеш си влагаат на А, полека играчите на Гоц, Хајредин успева да го направи првиот фраг врз Цацанито, Дани со во возврак и удара Дани со уште еден фраг, нема да има уште еден. Хајредин го убива со вториот фраг и остануваат. Хевик сега никој не го очекуваше Хајредин со трети фраг. Многу фрагови. Еден Најкон ја губи оваа рунда против, односно овој бетл против Тухај и првата рунда во џебот на Гоц. Блиска, многу блиска рунда. Така уште од стартот доста тесна партија, 1-1 беше на крај. Хедшотот на Тухај победи против Најкон. Видиме сега малце некако се бунат во база тука QQ си дропаат, имаме форси од двете страни, еден калаш од страна на Костовски, Мактен за Невермор, останатите се со пиштоли, 2 диглови и еден P250. Од другата страна 3 SMG-ња, еден ФАМАС и една МК. Цацанито агресивен тука на мид, мислам дека не го очекуваат ќе му се наместат двајца, токму така имаме еден тимкил од Хајредин врз Костовски, Цацанито го бутка после Хајредин. Стојановски е спремен сега за ова, еден динк и еден куршум во телото на Цацанито и го завршува неговиот пуш. Дани сега ја превзема таа одговорност. На Фонтана ушедниот играч, меѓутоа Невермор паѓа од Дани Тухај, успеа да повторно да го најде Најкон како последен и да затвори втората рунда за тимот на Годзлит. Да, прва мапа е оваа, втората мапа ќе биде DAS 2 што е пик на Гоц, а оваа е пик на QQ. А трета мапа не сум сигурен која беше. Трета мапа мислам Нюк беше по потреба, да. Нюк, да, Нюк по потреба. 2:0 во секој случај, еко за Куку. Гледаме инвестиција само во пиштоли. Тука можно да му се соберат Хевикс да направи фарм заедно со својот соиграч. Гледаме дека се тука на шорт. Сега шорт се пуштаат сите играчи на Куку. Полека напредуваат напред, еве сега и направија некој нойз, го уфрла тој Молотов Хевикс, 2 фрага само, Најкон и Стојановски и Цацанито и Стайл со фрагови за 3:0 за екипата на Годзлит. Сега гледаме 5 калаши и фулба од страна на Куку. Првата бај рунда од нивна страна. И АВП во рацете на Цацанито кој што најверојатно ќе пика мид или не. Да иде према тојлет. Дани ќе го молотовне излезот од тистот. Уши Хајредин е силот. Направи мислам дека на Тухај го остави да на 61 хп. А во моментов и Стојановски некако на 60 хп, дали тоа е од молотовот или од некој нейт залутан. Во Монстар Најкон чува испади од шорт. Фулбај од двете екипи, единствено Тухај има SMG во своите раца. И поради тоа мислам дека да, во смокот гледаме дека е во многу тенки и кратки агли за да може да направи што е повеќе возможно демидж со своето оружје. Сега Најкон со флеш, својот играч го чистат шорт, ја чистат шорт позицијата. Стојановски со смок на Б. Сега дали ова полека ќе завршуваат на Б, така точно. Одеднаш сега ќе експлодираат Монстер флеш. Хевикс.
Хевикс и Нема да Најкон го одма чекува го Стайл. трейда. Да, Стайл спаѓа сега тука во водата, не го проверуваат позади Тухај кој што излегува и собира двајца луѓе, ја враќа на 2 на 2 ситуацијата, не може да планта дека е тука во близина. Тухај конечно го буткаат и сега Дани ја има задачата да проба да ја врати оваа рунда во полза на своите играчи, но не се четата го наоѓа првиот кил, знае дека вториот е плантерот е некаде. Дали оваа бомба ќе го заврши на 2? На 9 хп останува сега Дани. Има предноста и успешен флик од негова страна. Ја завршува рунда, ќе се врати по АВП-то и ќе ја дефюзира бомбата. Четвртата е тука за Гоц, иако многу тешко некако ја добија. Да, Дани мораше да клачне 1 на 2 и да не беше искрено Тухај кој што беше левово монстр, кој аголот кој што не го проверија терорите кога влага на Б. Мислам дека рундата ќе беше за Куку, меѓутоа тоа е што е. Тухај со 2 фрага, Дани со 2 фрага успева да им ја донесе четвртата рунда за тимот на Гоц. Така. Повторен фул бај од двете екипи поради плантот на бомбата. QQ може да си дозволат, имаме и доста убав број на utility во нивните раце, како и 5 калаши. Од другата страна имаме едно АВП и 4 емки. Повторно се фокусираат како да се фиксирани на тој Б-сайд. Стајлс тука ќе треба да ги пречека заедно со Хевикс и Тухај кој што е горе на Хевен позицијата. Стајлс влегува во смоукот и пушти и каунтер смоук од другата страна, го пукаат ни смоукот, никако го погодат конечно малце за да го вратат назад, паѓа на 50 хп. Продолжуваат во играчите на QQ, некако не се откажуваат од овој бесайд, направи звук дропот на бомбата. Стајлс во перфектниот тајминг, повторно на 17 хп останува од другата страна, Хевикс го собира пушот на долго, паѓаат двајцата играчи, останува сам Костоски да проба било што да направи, но по се изгледа дека му се ближи крајот, од позади му доаѓа Хевикс, од напред Хевикс Тухај. спотне и бомбата и Тухај ќе го доврши Костовски, останува на само 35 хп, меѓутоа успеа да го најде убиството и сите преживеани за тимот на Гоц. Тоа е перфектна ситуација за нивната економска состојба, 5:0. Гледаме сега 4-5 дезерти во рацете на Куку. Имаат и кевлари. Дали ќе успеат нешто да направат некаква економска штета на тимот на Гоц? Влага Најкон преку смоук. Стајл тука ќе го убие. Тоа да погоди ништо. Дани сега со фраг врз Невермор. Другите тројци играчи се балони. Еден од нив падна, тоа е Хайредин. Хевикс чисти агли со молотови. Тухајца се нито повторно петорица сите живи играчи за Гоц и нивната економска состојба цвета моки како твојот брк. Ау! Ми се свиѓа сегвеот многу. Да, во право си. Гледаме дури $10,000 на Дани, останатите тука се некаде 9, 6, 7, 5. Немаат никаков проблем во финансиска смисла. Мораат да почнат веќе QQ да земат рунди, да го тргнат малце овој моментум од страната на Гоц, 6 рунди поред. Иако е цета сајдет мапата не е до толку, Дани слеп сега губива Костовски Цацанито тука со АВП-то прави кил врз Невермор, конечно Стојановски го бутка Дани, но не очекува дека таму има уште еден член, паѓа си стреда, но се уште се во еден човек предност Гоц против двајца и покрај тоа имаме хелт предност во рацете на Гоц, сите тројци играчи се на фул хп. Стојановски од QQ е half HP на 54. И да подсетиме уште еднаш, ова е изборна мапа на тимот на Куку, кој што во моментов губи 6:0. Така. Стојановски во тоилет ќе биде заедно со Хайредин, кој што е моментално во балони, парти, како сега така, балони ствари ова. Му се придружува во тоилет. Сега Стојановски успеа да го спотне играчот кој што е нас, тоа е Стајл. Стајл фрла нейти и Стајл успева со Уандик да го убие Стојановски, знае дека вториот е тука негде, така е, Стајл го наоѓа и Данис и тоа е 7-та рунда за тимот на Козлит. Го гледам Виксо шо спама, Виксо фала шо си тука.
Да, гледаме повторен бај, веќе мора да тоа loser money, како се викаше тоа? Кога 4 рунди поред ке изгубиш, почнуваш да добиваш се повеќе и повеќе бонус. пари, бонус, да. Хайредин ја отпочнува оваа рунда во полза на QQ. После подолго време гледаме предност во оваа рунда, во оваа мапа за тимот на QQ. Хайредин успеа да го најде Дани, најверојатно Дани беше агресивен на мид. Сега има доста контрола играчите на QQ врз мапата. Може од каде сакаат да одат, каде сакаат буквално. Така е. Сега Но гледаме полека трнуваат кон лонг двајци играчи, тоа е C4-то и уште еден играч. На 1 HP паѓа Хайредин од прекрасното Хе, прави демидж тука на Icon, не успеа да го бутне, Цацанито во меѓувреме прави фраг на долго позицијата. Стојановски во стилот на Бот Нилс. Искачи сега тука и успеа да го убие Костовски, останува 3-3 и Хайредин на 1 HP стайл успешно го пронаѓа во Монстер, Найкон пикаше. 1 HP против 12 HP, 1 HP победува, не е спремен за Цацанито, интересна позиција има, но Невермор со прекрасен хедшот го отвара сајтот. Мора сега што побрзо да ротира Стайлс, но со ова си издава и својата позиција. Невермор знае дека се наоѓа во цете некаде. Но одличен флеш, Невермор фул блайндат и сега Стайлс. Ја знаеше точно позицијата на Невермор, очекуваше дека ќе пикне од лево или од десна страна и осмата рунда за тимот на QQ, меѓутоа више тројци играчи се паднати, што четворици играчи се паднати на тимот на ГОЦ, но видете економијата, никој скоро нема под 10.000. Под 5.000, се извинувам. 8 тухај. 8 спрема 0. Фул бај од двете страни. Стартер прашува што е со Мак Кантера, па кога се откажуваат брат такви таленти како тебе, секако дека ќе трпи Кантерот. Одличен е Кантер. Лепот. Да. Цацанито отвара оваа рунда на долго. На Icon е неговата жртва. Предност сега повторно ГОЦ на почетокот на оваа рунда. Тухај ја зголемува таа предност на уште еден играч. Тухај заедно со Дани прават многу фрагови. Вкупно 3, останува сам Хайредин и тој го губи својот живот. Деветата рунда некако стомперски се чувствуваат очигледно ГОЦ. Не ќе да дадат воопшто некој да помисли дека може некој нешто против нив. Тука и Стайл, Дани, Цацан, Хевик, сите се тука со фраговите, сите предонесуваат за секоја рунда што е земена страна на ГОЦ, во случајот 9. Убав Уште нејдино го гледаме на Хайредин. Фонтана, дали ќе го очекуваат тоа тимот на QQ. Еден е веќе искочен од пит позицијата, двајца искочени во плейграунд. Стайлс Се Костовски и Невермор. заглавен на Фонтана, но тука Цацанито мислам дека го има првиот контакт, док така Хайредин го губи својот живот. Сега во плейграунд се веќе двајца таму играчи се повлекуваат. Цацанито паѓа, но флеш прекрасен за Дани, спреј трансфер, двете глави. Снемува Стојановски, единствено враќа тука, но тој со своите 2 кила не успеа да им ја донесе првата рунда на QQ. ГОЦ во далеку доминантна позиција моментално. Сега повторно бај тимот на QQ, гледаме раш на Б и конечно Хайредин сега успеа да го најде Стайл, меѓутоа Хевик со 2 фрага повторно враќа предноста за неговиот тим, сега Истреш добива плюс од својот соиграч, меѓутоа Костовски фул блайндат успева да го најде Хевик. 3-3 остануваат, бомбата е падната на Б, сите играчи се тука негде изротирани, Цацан ќе пика од Волко, Цацан одличен фраг врз Стојановски, Најкон ја враќа 2-2. И сега на 1 HP повторно останува Костовски, додека Дани на 57 молотовот ќе го трне, односно нема да му даде да плента. Не да ќе го Коби! Костовски го знае другиот каде е точно Дани. Најкон на 27 HP против Дани.
искусно Дани чека плент. Полека се доближува, пика сега, знае точно од каде може да го пикне играчот. Меѓутоа не го спотна дека отидува Монстер, добро. Најкон сега кружи и киде шорт, може ова Дани нема да го очекува. Полека Дани Олка не се издава позицијата, сега Најкон го успева да го види, но не кеше да ризикува да пука. Чекаше Најкон. само да тапне бомбата Најкон, односно Дани да тапне бомбата, Најкон да искочи да му разниша главата и да донесе првата рунда за тимот на Куку. It begins. Првата рунда е тука, Најкон со клач ја донесе во рацете на QQ. Меѓутоа тоа никако не е проблем за да има 10 рунди во ред. Хевикс добива мал демидж тука во Монстер преку смок. Хевикс. Најкон чека само тука во Монстер. Некаков испад, меѓутоа Цацан сега го наоѓа првиот фраг врз Хайредин, не сум сигурен каде беше тоа. Вајда мит. Стојановски сега со фраг врз Дани, меѓутоа бустот тука ќе му направи доста демидж на Стојановски, го станува на 33 хп. Цацан сега го очекува овој пуш, но не извади нож без потребно. Стану на 3 Костовски хп, на Најкон сајта. продолжува со Најкон таа го губила хит. хедшот персентич. Костовски видите колку е агресивно бутнат, мислам дека дури го спотнат, за нито не го искомуницира тоа со Тухај. И сега имаме предност од двајца луѓе, тројца луѓе за QQ. Стайл само станува против четворица луѓе. Дали некоја магија може да направи сепак, не, Невермор. Дали го спотна, не видов од негова перспектива како тоа изгледа, но втората рунда е тука за QQ. Видиме што Камбек ќе Израел. нудат они понатаму. Пет калачи наспрема 4 МК1 АВП во рацете на Цацан повторно. Цацан убаво изигра, го чекаше тој пуш што е на дуго, меѓутоа и сега Цацан успева да го најде првиот фраг, меѓутоа Невермор го пали жив и Невермор агресивно, а таму на шорт имаше двајца играчи, Стайлси, Хевикс беа тоа. Сега се пика го наоѓа уште едниот играч. Стојановски добива по глава, еден во тело. Изгледаше како да 4 треба на да го 2. има тој дил 9 од 10 пати, но едноставно Стайлс предобар, Хевикс агресивен тука, него очекуваше тоа Костовски, само станува Најкон против 4 луѓе на Godz. Иако тепаат две рунди поред, сепак се чудно во чудна ситуација. Хевикс го исконтролира својот спреј и со третиот фраг оваа рунда за него ја завршува и ја дава 11-тата на Godz. И мислам дека немаат QQ простор за еко рунди, мораат да изфорсираат од сега па до крај на мапата, сигурно халфот. Два калаши, 2 МК и едно АВП, додека економијата на Куку е многу лоши, доколку ја изгубат и оваа рунда. Ќе бидат приморани да играат само со пиштоли или некој SMG-ња. Вагаат на тоа, меѓутоа Тухај, Стайл и Хевикс целосен шатдаун прават на тој пуш, остануваат сами Невермор и Костовски. Некако се врткаат како да не знаат каде точно треба да одат. Имаме убав спам у чатот, морав да ги поздравам дечките. Ми се свиѓа комедијата. Костовски и Невермор сами против четворица од страна на Godz. Имаат бомбата, но толку имаат еден флеш во себе. Што ќе биде оваа рунда, убав флеш од Костовски, но во меѓувреме го губи својот соиграч, сега само станува против тројца. Тука и сега гледа во бурињата, сакаше вајде да почека за да му даде на Костовски. Дани ке добија малку демидж, го спотнува точно каде е Костовски и сега преку зид Дани тука. Одличен флеш од страна на Цацанито, некако од шорт лет на овој флеш. Целосно беше блајнат Костовски, не очекуваше. Одлична тимска игра од страна на Godz. Браво.
И кога пукна флешот двајцата, во исто време пикна и Дани и Тухај. 12:2. Рипчат. За ова зборев дека се Извини, добро, продолжи се. многу што се случува, добро. За ова зборев дека е лоша економијата, сега гледам еден Desert Mактен, 2 галила и 1 калач во рацете на Nevermore, без воопшто utility. Тухај сега успева да отвори оваа рунда со фраг врз Хайредин. Тука велите се целосно исчистени од страна на Heavix. Тој се наоѓа сега во конектор, успева да најде еден играч во дека да спотне еден играч дека е на балгони. Му прави само 36 хп на Стојановски со тој нейт и сега сите се некако на лоу хп за тимот на Куку. 4-3 повторно иде рисмок за лонг. Малку мислам дека е лош тој смок, бидејќи десно има гап точно. Но таму нема никој. Чудна поставеност имаме тука и на двата тима на серверот. Да, тоа само што сакав да го кажам. Не знаат каде се, некако не ми е јасно баш точно што се случува. Сепак се собираат QQ да завршат кон А, таму ќе ги пречекат Сацанито со своето АВП, како и Дани. Не е малку да ги бутнеш ни. Дани излегува, спотнува двајца од луѓето, сега на лонг, одличен флеш од својот соиграч, ја завршува работата, Костовски го губи својот живот. Одличен тајминг за Стојановски да излезе, сега им дава можност да земат оваа рунда, но Хевик се дојде на ротацијата, го спотна човекот кој што влезе на сајтот и го губи својот живот. Nevermore, Стојановски исто така е жртвата на Хевик, 13-2 го имаме првиот халф за Види го скорлајнот, 15, 15, 14, 13, 12, сите од играчите на Gods Lead, нема ни еден што фейла моментално, сите пукаат ко луди. И за штета на тимот на Куку, првиот халф киде во рацете на Gods со резултат со 13-2, да видиме, има само 2 флеша и смок во рацете Тухај, дали тој ќе се обиде да направи нешто. Тројца се во конектор. Каде се буснати овде? Морам да го применам тоа, а да во црта се буснати, мислам дека Најкон е најгоре на бустот, токму така, трипл буст гледам овде. Графити мислам дека тоа не е црта. На графити се буснати. Но за жал на другата страна на мапата одат Gods. Мислам дека го слушаат тоа, ма сега многу трчат. 4 луѓе трчат ќе да дознаат таа информација. Gods, што значи дека или побрзо ќе везат или ќе изротираат назад. Дани е навелезе на сајтот, 2 прекрасни хедшота, устрчање се врти 185 и него најде последниот кил, тука тоа беше Nevermore, останува, наоѓа еден кил, но за нито конечно го спушта, него ја дава 14-тата рунда за Gods. 14-2. Некако не им иде ништо од рака на тимот на Куку, сега ќе се обидат тројца да го чуваат таа сајтот. Искачаат брзо во плейграунд, односно на фонтана и во плейграунд играчите на Gods. Хевик се тука со 2 играчи на Куку и со спрейдаун успева и двајцата да ги убие со хедшот. Тоа беа Хайредин и Костовски настанаа тука и во меѓувреме го убива Стојановски. Ја остануваат Најкон и Nevermore. Нема што многу да бараат ниту во оваа рунда. Хевикс отвара вратот. Нема да најде тука никој, двајцата се на Б, а од сајтот е чисти празен. Тука и сега ќе го пријави тоа. И најверојатно бомбата ротира таму, така е, на шорт влагаат тројца играчи, едно со шорт или банана, како сакате кажете го. Тухај сега успева да го убие Најкон не очекуваше дека има еден блиску и Дани со фраг врз Nevermore ја затвара 15-тата рунда за тимот на Gods. И дали ќе биде ова крај во 18-та рунда? По се така изгледа. Да видиме дали нешто можат. Форсираат бај. Да. Тимот на Куку има, гледаме 2 MP9-ки, 2 дезерти и еден скаут во рацете на Хайредин. И сега нема Б никој, а тука сите играчи се од тимот на Gods влагаат Б. Каков мис од страна на Куку. Добро. Играчите на Gods играат добро на Б. Тоа им е дозволено. Nevermore сега со прв фраг врз
Тухај, дека нека веднаш возвраќа фраг, најкон кој наоѓа Хевик за меѓувреме. Остануваат Дани, Цацан и Стајл, како четворици играчи. Цацан сега Стајл, Цацан со 2 фрага, Стајл со 2 фрага успева да затвора 16-2. Првата мапа која што патем беше избор на тимот на Куку. Сум сигурен. Меѓутоа, во меѓувреме почнува сега лайф од втората мапа, каде што Куку сега се чекај, добро, серверот shutdown, полека забори дека го рестартира серверот. Нема га или ќе го фатам Ајде, прво моки касте малце, геймче, да. Видиме агресивен на мид, Хајредин се пука тука, но Стојановски Хајредин, двајцата јадат хедшотови гушови од Тухај е скоро на фул хп и во целата оваа борба заборавија дека можат да влезат Гоц на Б и тоа го прават 4 играчи. Хајредин конечно после 2 шаржери наоѓа глава една, таа беше на Дани. Стајлс тука сега возвраќа со еден фраг, но веќе ја поставуваат бомбата Гоц и играат веќе авторплан позиции. Со смокот на врати и со контролата во тунели што имаат, единствено место каде што можат да дојдат противничките играчи е Виндоу. Тухај го сопира пушот на Костовски во тунели и сега останатите сите се на лоу хп, не прави разлика, не утињаат глави од Гоц. 4 играчи останаа преживеани на оваа пиштол рунда, првата оди во ползата на Гоц. Гледав ја смоки, не пратев баш што се случуваше, меѓутоа сега гледам Тухај со 2 убиства. Затворила првата партија Гоц, сега фул бај од страна на Куку, 5 дезерти. Додека има 3 калаши. Стајл сега успеа да го пронеде Невермор. Тука Хевикски го пречека Хајредин, Дани во меѓувреме го наоѓа Најкон и остануваат 20 играчи само за тимот на Куку, некако многу брзо испуша и ги изгубија тие пиштоли. Тимот на Куку како да се уште малку депресивни од првата рунда што заврши 16-2. Тухај го наоѓа и Стојановски, го знаете како играч, нема да загине ниту еден играч за Тухај, за тимот на Гоц. Тухај ќе го најде последниот играч, тоа е Костовски и одлична економија сега ќе имаат Гоц, без разлика дали ќе ја добијат или ќе изгубат оваа рунда, ќе имаат бај да купат следната, бидејќи ниту еден играч, како што кажав, не загина во минатата рунда. Фулбек од страна на Куку, сега гледаме само 3 дезерти вложено во 3 дезерти и едно P250. Полека влагаат Б, тоест не баш полека, само за 2 на 1 се пуштија Б, Туха и тоа беше Стајл со него, чекаат испади. Сега Тухај успеа да го спотне еден од играчите, тоа е Костовски. Повторно со одлични флешови, Дани со прекрасен флеш од Цацан, само некако како да се бацува со зидовите, како да ги гушка играчите на Куку. Дани успеа да ги пронајде. Сега Невермор со првиот фраг успева да го шатдаунат и да биде третата рунда во рацете на Гоц. Така трече ќе оставам една рунда, одма се враќам пак мониторов, ништо ме зафркава, ќе пробам да го средам конечно. Уживај, немај гајла. Гледаме сега петорица од играчите на Гоц трчаат на кај Б, дали ќе биде ова фаст плей на Б. Летаат флешови многу подозгора, меѓутоа тоа е само фейк. Повлекуваат ротација, двајца, тројца играчи ротираат према Б, меѓутоа двајца застанаа сега во CT. Гоц преку ловер танел идат шорт. Стајл ќе загине од АВП-то на Стојановски, иако беше флештат малку Стајл, мислам дека од неговиот соиграч. Не успева да го убие Стојановски. Стојановски поуспешен во тој дуел. Двајци играчи на шорта се Хевикс и Тухај со бомбата. Ке се смокаат сега шорт кутијата во CT, за да не може да ги спотнат играчите на Куку од доле. И сега Костовски успеа да најде фраг во Хевик, Цацан возвраќа, Цацан со уште еден фраг. Во меѓувреме Стојановски губива Дани и остануваат 2 на 2 Тухај и Цацан против Невермор и Хајредин. Сега Цацан го спотнува конечно играчот што беше во тимот Невермор и Хајредин од лонг го убива Цацан и кој се повлекува скроз назад.
Не знам дали Тухај точно знае каде се наоѓа. Невермор и него, дефинитивно него очекува Хайредин, меѓутоа Хайредин многу нойс направи и сега Невермор успева да го убие Тухај. Не успеа Тухај да го исконтролира спреот и Невермор ја носи првата рунда за тимот на Куку. Еден спрема 3, Невермор успеа да го зачува АВП, ќе му го дропне на Стојановски, додека Најкон ќе добие дроп од Стојановски, тоа е МК и полека гледаме сега и Цацан со АВП-то. Така, Не успеа да направи никаков демидж, полека сите играчи доаѓаат на кај долго. Невермор успева да со молотова да го убие Хеликс. Костовски нас направи доста демидж врз него. Во борбата за лонг поуспешни контртерористите бидејќи искачаат како победници и како и со предност во оваа рунда од еден човек. се повлекуваат од лонг, таму го оставаат само Цацанито со своето АВП да ја одржува таа контрола. Најверојатно другите тројца ќе одат од шорт, но сега им се придружува и Цацанито. Останатите се расподелени на QQ-ва од двајца на Б, двајца на А и еден чува ЦТ база, со тоа што немаат некои од играчите кои што ја разгледуваат таа лонг позиција, очигледно се плашат од АВП-то на Цацанито. И има причина ете зашто да се плашат, Цацанито ја отвара оваа рунда со фраг врз Костовски стайл, сега се надополнува на тоа. Хайредин паѓа, останува сам по седен Невермор и тој губи својот живот, остануваат двајцата играчи од Б кои стигнаа некако со ротација до ЦТ, но тука ќе бидат запрени. Поставена е бомбата и тоа за лонг, таму ќе си седи, нема никаква потреба да се бори Цацанито со своето АВП. Мислам дека Најкон и Стојановски треба да се откажат и да ги спробат да ги сочуваат овие пушки, смокнате кали, така е бега сега Стојановски, додека Најкон пробува да фати некој од играчите на ГОЦ, тоа ќе биде третата рунда за тимот на ГОЦ и економската состојба на Купа, леку далеку полоша. Стојановски сега успева да го најде Дани. 3-1. Најверојатно Стојановски ќе успее да сочува бидејќи напорот се, а Стайл влага преку тунели. Така е. 1:4 моки. 1:4, добро, имаме малце прогрес, имаме една рунда на почетокот за QQ, да видиме дали ќе може да направи. Да, не 10-0. Така е, АВП-то на Стојановски нешто, сега мислам дека ќе го пуштат во поагресивна ситуација. Токму така ќе оди на шорт со помош на бустот, ќе чека ловер, а ловер играчот чека пушови од Б, токму така доаѓа и Дани е подготвен за пушот. Да видиме дали ќе се погоди тајмингот Дани со хедшот врз Стојановски. Не знам кој кого чекаше таму, ама очигледно Дани го победи тој дуел. Убав сега one-tap од Костовски со својот дигл, но далеку е тоа дека ќе помогне да се зачува оваа рунда. Невермор последен останува од Б ротацијата, Цацанито мислам дека делува барем како да знае дека ова е можност и токму така Цацанито го бутка Невермор и ми ја дава петата рунда на ГОЦ. Така, 1:5 сега ќе ги видиме и фул бај од страна на ГОЦ, беа со Дезерт и едно АВП што го зачува во четвртата рунда. Дали тоа беше, не знам, Стојановски или Костовски, не сум сигурен. Четворица сега идат према А, но еден Хайредин се враќа назад. Не знам дали среќа што Цацанито, Си остана во молото во Цацанито како да знаеше дека некој ќе пикне, тоа беше Невермор. Во другата страна на шорт буткаат, но Стайл за тука да оневозможи Најкон ништо да направи. Дани свесен дека Стојановски ќе биде тука одма на ротацијата и уште еден фраг од Цацанито. Како да си играат детмеч моментално играчите од ГОДС, не знаат што ја би им препорачал на QQ ако ништо друго да земат тајмот да приметат малце што прават погрешно во овие партии, да пробаат да променат нешто. Костовски го наоѓа тајмот после пукањето. Уште еден кил на Костовски, Хевикс Динк изеде, но сепак калашот е подобар од МК-та во тој поглед. Шестата рунда е тука за ГОДС.
чим им дозволиш на противниците да земат моментум, затоа и се потребни некојаш тајмаутите и да немаш за што да збориш, можеш да им Да. го одземеш моментумот ако Има искористиш миреето, еден. да, и фокусот, точно, Да. апсолутно се согласувам, меѓутоа до сега не видовме ниту еден тајмаут од страна на Куку, ниту на Оверпас, ниту сега на Дазва, тројца играчи се, двајца играчи се на шорт, става успева да го Костовски го знае, другиот играч дека таму негде, тука и преку смог го убива Стојановски на Б, Дани си го тепа и вториот играч, односно не беше тоа вториот играч на шорт, тоа беше на мид играчот Невермор. Дани се уште еден трети негов фраг, односно втори негов фраг, се извинувам. И Тухај со 2 фрага ја затвараат седмата рунда за Гоц. АВП во рацете на Невермор. Прв пат мислам дека го гледам Невермор со АВП, дали тој може да направи некаква драстична разлика во тоа што го има АВП-то. Брзо на лонг имаат контрола играчите на Гоц. Сега веќе искочен на кутија, блиску сите скоро во прит искочени и Најкон си го успеа да го најде првото убиство, Костовски го наоѓа второто, меѓутоа Хевикс возвраќа за 4-3. Хевикс како пукне, така го наоѓа и Најкон, го знае и третиот човек каде од лонг знае дека веќе не е на кола, тука во меѓувреме искача од мид. Хајредин скока за Тука и во нозете играј, ме. Но успеа Хајредин да преживее некако и сега Цацано станува на 1 против 2. Ој со бомбата! Со Да, бомбата и и гага му е влегувањето на Б, Невермор евентуално може да го сопре, но не Меѓутоа гледа сега натаму фали на кросот. смок. Да. Со овој Така да. смок добиваат информација QQ дека е веќе Чистен. влезен на сајтот Цацаните, да видиме дали он ќе може нешто да направи со 12 хелт, евентуално клачна рунда. Во секој случај ова е мини победа за нив со оглед на тоа кога поставуваат бомбата. Сигурни се веќе и со 7-те рунди дека немаат проблем финансиски во следните 3-4. Видиме Цацанито, го слуша од десно тука играчот го убива, но добро пикаат заедно. Хајредин одма го треда својот соиграч и ја дефузира оваа бомба, им ја дава втората на QQ. Па да видиме дали можат малце да се разбудат играчите на QQ. Тимејс беше ова инаку нивен. Да, сите играчи направија по еден фак. Сега цацам повторно со неговото АВП, дали ќе пика мид? Сепак не, иде накај Б, може би ќе проба да фати некој од играчите што ќе скокне на над кутија. Не успеа во првиот обид. Цацанито. Не знам зашто пикна Стојановски кога знаеше дека има АВП тука. Тухај го чекува пушот од Најкон. Најкон гледаше на погрешната страна, односно во кај Гринбокс. Остануваат 5-3 Невермор со АВП-то, Костовски сега успеа да најде фраг, меѓутоа Дани искача одма да за рифраг. Двајца играчи влагаат шорт, Хајредин ќе биде тој што треба да ги сопре, меѓутоа двајцата ќе го поминат молотова, Дани успеа да го убие Хајредин не успеа да направи ниту демидж на Дани. Сега останува сам Невермор со тоа АВП, но Дани е тука да го шатдауне за 8 рунда на Гоц. Те фати глонце Сега гласото. фулека. Да. И мене ме фати Ме рапаво. фати. Гребе од преска. Треба да се подмачка со некој кафенци или тај, меѓутоа се најаваме дека ќе имаме време пред финалниот меч да го проследиме, да направиме по еден чај да ни се впушти грлото. Хевикс го очекува овој пуш сега, и одма хедшот, нема тука ни друга опција. Одличен кросхер плейсмент, Хевикс продолжува. Главата на Невермор заврши на претходната мапа. Сега остануваат двајца, продолжува и Тухај со оваа ненормална игра. Хајредин е сам надолго, чека, некој пуш, но никој не доаѓа од таму. Го хантаат сега играчите од Godz. Уште да немаат ни поставена бомбата. Хајредин слуша дека некој има во близина, а тоа е Хевикс. Хевикс и пука пред времено. Видиме што ќе се случи сега. Со тој еймпач не успеа Хајредин да го земе убиството. Хевикс со 3 фрага таа рунда. Така е, 9-та рунда
за тимот на год. Сега гледаме трипл оп сетап, Nevermore, Хайредин и Стојановски не знаат веќе што да направат. Тимот на Куку пробуваат се и се што. Валјда следно ќе биде 5 оп сетап. Доколку не успеа ова. Разбира. Промашува таму кој да беше. Мислам дека тоа беше Nevermore. Дани пушнат на мид. Со само еден молотов успеа да избејта смог од противничките играчи. Дали не знам дали го кажа зашто гледав една друга страна трипл АВП сетап за QQ. Сега падна едно од АВП-њата, Хайредин падна исто така од молотов, остануваат Стојановски и Најкон последните преживеани. Хайредин се изгаси, но не знам од која причина, а претпоставам дека од молотовот умре зашто му крашнала играта или му крашнал интернетот. Останува сам, мислам дека го бркаат со нож тука Стојановски, го прави едниот кил, no scope, и му враќа со no scope Цацанито. Така Хайредин сега ме ги уреме се конект, но мислам дека нема потреба да има пауза, така. Не те разбрав, шо ме праша за трипл оп сетапот? Па има, не знам дали го спомна, зашто не обрнав внимание дека Да, спомнав и кажав дека најверојатно следен чекор би бил 5 оп сетап ако не би успело. Хайредин. Спомнав сега за нито дека 20 играчи идат во Б, вон контролата ја има, Дани успева да најде постовски, Дани одличен, Дани со уште еден фраг врз Хайредин и Дани со уште еден фраг. It's another one, and another one, and another one. Сите три фрага во оваа рунда за ГОЦ, сите се на Дани и сите се хедшоти. Вакви струмичани требаат на Македонија. Како Горан Пандев, како Дани. Шо? Ништо. Стојановски е тука. Последен останат, има нож извадено, дали пробува да направи некоја интересна ситуација. Се видува! Става го завршува Стојановски 11 рунда за Гоцлит. Еве сега Стојановски се смее. Се видува. Браво. Дзе. 11-2 предност за ГОЦ. Сега гледаме трипл оп сетап и плюс ауто снайпер. Сега Стојановски искала да го најде дали покрај трите АВП-ња што ги играат Гоцлит. Најверојатно сите репетираа кога Стојановски искочи да пика. Цацанито надолго. Флешната, но не го убиваат. Се бустаат сега за да има барем еден на сайт, тоа ќе биде еден од АВП-њата. Но Цацанито подготвен, Nevermore го губи својот живот. Костовски со своето АВП ќе проба да ги сопре пшовите, но што туку го биде на другата страна, токму така Стайлс го рифрагнува, но после сите трейдови Хевик само станува против двајца, дали ова евентуално третата рунда? рунда? Агресивно рипнава од сете, каде што мислеше дека ќе го фати офгард Хайредин, меѓутоа Хайредин беше спремен, Хайредин и спремен за овој фраг. No И тоа scope. ќе биде третата рунда за тимот на Куку. Куку Мена, Куку Леле. Куку Леле. Исто има таква опција, да. Која ти омилена песна Куку Леле? Ја не знам на памет такви работи. Чекај, ќе ми текне. Постала Рози. Та. За неја само. За неја само постела рози. Пеу. Повторно со овие снајпери не му дозволуваат да Стайлс. Чуда. Епа може да Нема претпостават никај на дека Б. нема никој стигнато на Б. Да. Најкон надолго, конечно враќа еден од фраговите, сега враќа и втор. Костовски на мид, слуша тропање, го наоѓа првиот Искочи кил. Цацан со бомба. И со АВП. Успева. Ба флеш, но бели се и двајцата. Костовски со флеш од врага излегува. Хевик со ауто снайпер без зум. Конечно малку нормалност у ситуацијава. 11-4. Важно е, ако уопште сакаат да се обидат да го вратат овој гейм, QQ мора да се фокусираат на ова прва пиштол рунда. Така, најверојатно ќе гледаме пауза 1 минута, додека не се
пушти наредниот халф, како што разбрав добро. Ох, малку да се смириме, да земеме SDF и ние, да ги одмориме Усните. грлата. Не, грлата. Грлата. Крајче центрирај се, центриран сум сигурно. Тоа меме почна од првиот турнир на Меса, уште во април, ако помнам точно, и трае до ден денес. Да. А шо е фората со така како почна ствари? Не ми е јасно. Не знам, мислам дека Шенгул или некој од тие old school дечките беше на Леголас, му го пуштаат цело време, Леголас не си центриран. И ја после прашав што значи тоа центрирано, ми кажа психички не е центриран, така да дечки се враќаме во геймот, почнува вториот халф, од вториот гейм помеѓу овие два тима. Во второто полуфинале се е 2-2-2. Освен скоро тој 11-4, перфектен флеш Дани, сепак се справува некако Цацанито, бутка агресивно тука. Како фанта по Цацанито, неверојатно конечно го бутка Дани. Имаат еден човек предност Гоц и тука Стайл се кола позицијата си тапнува еден кил, но одма тој е возвратен од Хайредин. Постои шанса да земат оваа мапа. Мислам да земат оваа рунда QQ, но ќе мора да се распукат. Смокна дуго, сега гледаат дека не се надолго, враќаат целосно ротација. Меѓутоа, кој е тој Цацанито на шорт, дали ќе ги спотне како поминуваат на преку Тиспон, мора да ги спотне, мора таму да поминат. Сега ќе се појават кај да се десно во десниот агол. Не, помина? What? Како не ги вида? Мислам дека пред воопшто да е на таа позиција они помина, ако не се лажам, но не сум сигурен. Добро, меѓутоа Хевикс од CT гледа дали ќе помине некој кон Така, на Б. Б. Да видиме дали е возможно one tap, ќе го исклучам од овде ваквото. X-Rayот да видам што гледа Хевикс. Ги виде. Не. Да. Но сега имате информацијата дека се играчите на QQ на Б. Едниот од нив се враќа, тоа е Стојановски, се враќа, да видиме, многу важи. Цацанито е подготвен, one tap имаме од негова страна Хайредин, сега останат сами, тој ја губи својата глава од Хевикс. Тука е и 12-тата рунда за Гоц. Спрема 4, првата рунда во вториот халф иде за тимот на Гоц, очекувано. Сега гледаме и 3 емки или 4 емки ќе не, Дани ќе се одлучи да земе скаут и Стайл со МП9. Наспроти 4 дезерти за Куку и тие не се одлучуваат да купат сега, туку ќе влезат се што имаат во наредната партија, покрај тоа што има лент. Хайредин агресивен на мид, мислам дека ќе проба да го бутне, да ја пронаѓа главата на Дани, но не отиде да му го земе чавчето, односно скаутот. Се фокусираат сега кон шорт, колку што можам да приметам, таму ги пречекува од рампа Тухај. Тухај на кола, да, на рампа е. Цацанито прави гужва на мид и го утнува. Утнува, мислам дека еден играч, Тухај успева да најде еден, Стојановски го возраки ударот, прави фраг, бомбата ќе биде плетена со сигурност, бидејќи нема кој да го спречи тоа за тимот на Гоц и колку со предност во се молеа тука за пушката да им ја даде. Агресивен тука од Костовски ја Асајд. зима и тоа тој со најмалку хапе. Видиме Цацанито агресивно тука на рампа, убива двајца, мислам дека ќе најде и третиот токму така USP-то продолжува тоа што го заврши со емката. Најкон е сам останат против двајца, мислеше дека тоа е флеш. Ау, каков фаншот наоѓа! Доби сега информација дека Цацанито е на бомбата, ама Цацанито го фати во паѓање кон скалите доле. Четврти фраг Цацанито успева да затвори 13-та рунда, иако беше премногу блиска, Цацан сепак успеа да се справи со ова, беше 2-4. Цацан направи 3 фрага, потоа Најкон го утепа Хевикс и Цацан си го one tap на Најкон. Дечки, ако ви интересира како размислува Цацан, имам интервју со него на нашата страна YouTube канал на Браво. да, Меса YouTube канал, така да слободно разгледајте го. Не, за ова браво стварно. Добро ги извадив. Дефинитивно. Хевикс тука на мид со својата чавка ќе биде прв контакт на ако евентуално се потрудат да пушнат на мид QQ. Некако кој да не се сигурни што точно направат.
Двајца од играчите на Куку се во тунели, дали ќе се објавува еве сега Nevermore со малку чуден пик да спотне некој играч од Gods. Но таму нема да се издаде стайл, дека лево во Кјош од Хайредин останува на 29 хп, дали беше погоден од чавката на Хевикс, да? Да. Само да видиме како ќе го пречека овој пуш тука Стайлс. Фрлаат нейдови, фрлаат смокови, фрлаат све, но не го проверуваат ово јагол, не ме е јасно, само со еден фраг Стайлс тука искачи, иако можеше биде многу пострашно за QQ. Смок пробуваат да бушат. Тука Gods, Цацанито продолжува со неговата форма. Па би можел да кажам и до целост на турнирот, да? Да. Дани сега успева да го најде Хайредин 2 на 3. Вагаат сега контртерористите Дани, Хевикс. Одлична игра од страна на Gods. И ми ја носи 14-тата рунда за нивниот тим. 14-4. Одлично играат тимот на Gods. И се поизвестно е дека они ќе се најдат во финалето против тимот на Good Game. Така. Другото полуфинале заврши, се играше пред ова, тоа беше Good Game против Infusion Esport, да, и Good Game го заврши со 2-0, језда беше многу поблиско, 16-3 беше првата партија, втората беше 16-13, да, а втората 16-10. Да. Дани. Подготвен се пушат на мид. Хевик сега преку смок успева да го убие Найкон кој што проба да влезе преку смок. Тацан сега ускок со стрейфови, со се успева да го најде Костовски. Сега и Молотова ќе го джишне, малку останува на само 26 хп, кај тука да оди напред, Дани го преку вратата успева да го најде Nevermore, тоа и бомбата во нивна. Пред нивни очи останува сам Хайредин со АВП, го успева да го погоди Тухај, меѓутоа само во нога. И тоа е 15-тата рунда за Gods и Куку некако како да немаат пари. А реално ниту желба веќе да играат, гледаме се послава и послава игра од нив. Некако кога да се откажаат, си гледаат се индивидуално да си направат по еден фраг и тоа да е тоа, меѓутоа Хевик сега со 2 фрага. 5 на 3. Хевик со уште еден фраг си пуша мид, лабаво, лагано. И сега се со нито паѓа од Стојановски и Найкон, меѓутоа имаат бомбата тимот на Gods. Найкон со уште еден фраг врз Хевикс. Остануваат Дани, Туха и Стайл против Найкон и Стојановски. Найкон сега во бетл борба со Тухај нема да добие и останува сам Стојановски против тројци играчи на Gods и мислам дека тоа ќе биде 16-4. Стојановски успеа да го најде Дани, сега остануваат Туха и Стайл. Бомбата е многу далеку од него и Стайл од Suicide успева да го најде последниот фраг за 16-4. 2-0 за Gods. За тимот на Gods. Така. 2-0, првата беше 16-2, гледавме малку повозбудлив меч. Така. Во секој случај одлично покажа што стигнаа до овде и убава игра покажа QQ. Мислам дека под друго име одеа минатиот турнир, но играчите се тие. Во секој случај го имаме финалниот натпревар, го имаме гранде финале, тоа ќе биде Good Game против Gods. Insufficient permissions.
за да можеш да уживаш во твојата омилена песна и да танцуваш како никој да не те гледа. За да ја играш омилената игра и победиш по 100 пат. За ти да ја одбереш твојата следна дестинација и да стигнеш во твој стил. За да се разбудиш кога ти сакаш и да правиш што сакаш. Да се препуштиш на твојот омилен крцкав вкус и да уживаш сам, но не и осамен. Вози Соло, Соло Бакет, твојот нов омилен соло оброк од KFC. User joined your channel. Стабилен и брз. Побрзај и не пропуштај ја оваа супер понуда за супер брз оптички интернет по цена веќе од 790 денари. Неотел.